Кога ќе се отворат рестораните, кафулињата, трговските центри и како тие ќе функционираат, властите ќе разговараат утре. Од владата информираат дека е закажана седница на која ќе се разгледува олабавувањето на рестриктивните мерки. Се очекува да се разговара и за кратење или укинување на полицискиот час. Министерот за здравство пак вели дека ќе се следи ситуацијата неделава, за од следната недела да почнат да се олабавуваат мерките. Точно како ќе изгледа тоа не објасни. Утрово разговаравме на Комисијата за заразни болести и сакаме да видиме повеќе денови, еве во текот на оваа недела, број на пациенти доволно мал, еден одреден процент од направените на тестови согласно сегашните критериуми, за да кажеме дека е дојдено време и да тоа експертите го утврдат и да препорачаат. Дали најпрво скратување на полицискиот час или постепено враќање во функција работа на некои компании кои што сега се затворени. Кажав да повторам дека сметам дека тоа ќе се случи на почетокот на следната недела. Неофицијално дознаваме дека се размислува за викенд полицискиот час да почнува од 19 часот. Со олабавување на мерките се очекува да се вратат на работа и оние кои подолг период беа ослободени од работните обврски или работеа од дома. Она што ги загрижува родителите е како ќе се спроведува тоа со оглед на фактот што е донесена одлука учениците да не се враќаат во училиште, а не се знае ниту дали ќе се отворат градинките. Неизвестно е дали ќе остане на сила мерката согласно која родителите кои имаат деца под 10 години се ослободени од работа. Инаку земјите од соседството веќе ги олабавија мерките. Србија во четврток ќе укине вонредната состојба и полицискиот час, ги отвора и границите и аеродромите. Останува на сила носењето заштитни маски. Со целосно укинување на забраната за движење на граѓаните и отворање на дел од продавниците, Грција од 6 часот утрово по 42 дена излегува од карантин. Носењето маска е задолжително во зависност од местото на движење. Од друга страна, големите земји како Франција и Јапонија не се откажуваат од рестрикциите. Официјален Париз мерките ги продолжи до јули, а Јапонија до крајот на мај.